Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добре дојдовте во новото издание на Скопје Але Але. Продолжуваме со новите приказни. Кога ќе го дознаеме името на гостинот? Внатре. И реков дека ќе дознаеме внатре во такси кој ни е заедно со нас. Може да ни се представиш? Здраво, јас сум Лила Рамковска. Не кажеме колку години имаш? Не, можам да кажам. 23 години. Така, ја 25. Постара сум две од тебе. Младички сме. Младички, да. Колку често употребуваш такси превоз или не употребуваш? Зависно каде живеам, сега каде што живеам близко ми е до работа, така да Не треба многу ретко. Или колата си. Да. Или како беше она, те фаќаат после тоа некои дрвца ова она се пакирано, па се собираат игранки и се. Па се собираат, тркаат извлечења, да. Кажи ми, имаме, не знам дали знаеш дека има всушност во Скопје електрично такси. Односно такси со електрични возила. Имам еден ваучер за тебе, Be-Ride. Интересно, не сум знаела, да. гледам. Апликација една симнуваш и нарачуваш што ти треба, како ти треба, од каде до каде и оно што е новото, знаеш што, не плаќаш стоење. Значи, нели ти дава опција да кажеш од до и цената е таа. Добро, ајде ќе го пробаме. Ќе го пробаме. Од горно нирози, така? Од горно нирози и после ќе трчаш. Спомнавме си нели во приказната, но не спомнавме за горно нирези. Каква е таму приказната? Или ако би требало да бираш, да живееш во куќа или да живееш во стан, што би избрала? Не можам, знаеш, бидејќи цел живот се селам јас. Значи, во просек на 2 години и секаде низ градот сум живеела и еве во Нерези сум живеела. Во Нерези си има некој свој драж, природа, мир. Мир, таков мир баш. Мир, меѓутоа ако не треба секој ден да се симнаш во градот 2 пати минимум, така да поубаво е за живење таму, меѓутоа преспоред начинот на животот, врските стане попрактично. Практично, да. А што е убавината во живење во куќа, така кога имаш голем простор, кога можеш да снимаш видеа, рилови, да уживаш? Самата убавина за очите доволно е да ти дава некој мир, зеленило, колку повеќе зеленило, планина, простор. Така е. Толку и простор некако и во умот, колку си во помало место, толку мислам дека ние се. И па тогаш значи само добрите идеи доаѓаат, или? Да, само добрите. Значи во мирот идеите. Се договоривме изгреди сонце нема, ама има заеди сонце. Заеди сонце има. Да. Колку е убаво тоа заеди сонце кое што го гледаш како натацно? Многу е убаво. Скопје одгоре е преубаво. Одгоре не е стварно убаво. На заеди сонце да, правев некои. Правеше, гледам. Да, мислам тоа едноставно во моментот ме инспирирало, не дека било нешто план, него ќе видам дека има дента убаво заеди сонце, па ќе ми текне нешто да снимам. Да го споделам тоа. Така. Сега поминавме близко до Јосип Брус и ми текнува овој дел тука Крим, Камел, Седмица. Одеше натаму да купуваш? Да. Трчавме по јадење на секој голем одмор. Крим ни беше пред Јосип Брус, нели? Да. Ти кажав дека магаца одморите некогаш ги продолжував, да? Ни требаше подолго време за да се најадеме некогаш. Добро. Од Крим се сеќавам таа една како штрудла, нешто беше со кисели. Сега како сум гадна со вишни. Дали си јадала кестен пире од Крим? Да, сум јадала и тоа, беше многу добро. И имаше една пицерија едно време исто Микаса, каса, не знам што се беше тоа, беше најдобрата пица. Леле. Ај во Пилистер ќе дојдеме. Да, добро, значи сите имаме некои свои искуства. Ние трчавме во Седмица и заради тоа што е подалеку, нели сепак има
И тогаш беше вака пред седмица. Имав една другарка која што секогаш ги купуваше сендвичите и после трчајки кон училиште јадеше и онака ситија тука собрано книдлички. Да, ама важно седмица е седмица. Така е, да, убави времиња. Чекам за сега ќе замолам тука Агрон да ни појача само музика. Може? Ете така. Кажи ми сега, како стигна и во оваа песна да бидеш пратеч? И во колку песни си била пратеч? Две или три, не знам, не се сеќавам, ама оваа ми е така. Првата песна. Во мојата кариера. И како Ова е беше, кажи ми? најважното. Сега вака, сидите со Рубер, доаѓа кој? Пее он? Некако ми треба нешто да допунам песнава. Ајде Добро. пробаме. Двама слушалки да пеам. Добре, готово, ајде. Још увек Не добра. ми дава ни да пробам повторно. А секогаш од прва најдобра. Секогаш пробам. Да. Да. И ајде сад ке пееме? Само за тебе. Саки во мене, дишам со тебе, за се друго немам, ни простор, ни време. Зборовите се добри. Топ се. А кај си ти? Пееше веќе? Јас сум цело време позатила. А сега ќе главен дел каде што. Ќе бидеш главна. Едно 2-3 секунди имам. Да. Добро, значи се вртиме во центарот на градот. Рековме дека умилен ти е овој дел, нели, од Скопје и кому не, ама градскиот парк ти е најумилениот. Така е, да. Добро, а сакаш и дожд? Ајде да видам. Помина. Лела, ќе ја пуштиме ние вака да се слуша цело време. Да, и пикот ќе го зголемиме. Да, зголемете. Да, и ништо се договорив дека јас ќе ти соберам парите, па ќе ти ги дадам тебе. Ајде да биде и тоа нешто. Може? Кажи ми некоја сума, знаеш? Не, јас сум скромна, не знам. Да? Добро. Јас ќе пробам По поише. 2000 на Скромно. евра. Евра? Да. Опа, бато! Не, Спремај не. Рубер 2000. Добро. Како изгледа тоа кога Рубер снима во студија? Интересно ти е? Многу интересно, да, баш влегува во свој некој Све. свој Добро. филм, гениален свој некој филм Аха. влегува на вистина и така интересно да се гледа. И докторски тоа е исто како доктор, Да. мислам, како операција некој да прави, тој фокус и таа дисциплина ја има и тоа сосема внимание давање во моментот. Баш Имаш е- некоја омилена твоја? Имам Која ти многу, се? не можам да издвојам. Ајде, една. знам дека Така има многу. периодично ми се Да. Можеме, ми се Агрон, менува. доаѓаме до тука и- Има сега една нова која ќе излезе таа, ајде. Ќе биде добра? Да. Баш негова или Викам- за никога? А ја му викам да е за него. За тоа се убедуваме да биде за него. Одлично, добро е. Дојдовме на дестинацијата каде што продолжуваме кон Пилистер. Ти Одлично. благодарам за Кафенце овој дел, малце. а потоа и кафенце во Пилистер. Супер. Нела? Баш убаво. Ќе се видиме пак. Обавезно бене беше супер. Да, нели? Дружење и смеење. И доаѓаме повторно кај нашите Лисија. Да не ги фатиме само се кај мене. Ајде излегуваме. И сега Лила се возавме со такси и сега сме овде пред Пилистар. Ми се чини дека ова е еден од убавите делови на Скопје. Тебе како ти се бендисували? Ова Пилистер особено баш ме потсетува на детството и роден ден еднаш славев прв пат кога не пушти од дома. Ајде сама, не знам кој одделение бев, 6-7 вајна, не знам. Тука славеше во Пилистер? Да, тука ги донесе другарките, јадевме пица и тоа ми е, да, убаво место што ме потсетува епта на детство. Супер. Кога сме кај детство, не знам дека си пораснала во наше мало во аеродром. Во аеродром сум пораснала, таму сум родена, таму пораснав, на улица што се вика. Така сендвичи од тераса. Значи, не, сега, си ќе ми раскажеш. Добро. Да, значи да, аеродром пораснав. Интересно така, бевме огромно друштво, не знам, значи тоа беа оние 4 кули до Колосеум тогаш. Да, значи ти го објасниме на оние што не гледат и го знаат аеродром. После Колосеум, одма до Неотел има 4 кули, во едната од нив Лела пораснала. Таму живеев на 4-ти спрат, да. На 4. Ја бев на 4, ама јас до зелените малку подолу. Аха. Знаеш кај се зелените? Не.
Не, па добро, ти си во, да речеме, центар, Каш- биеш веќе на крај на аеродром Аха, Мичурин, може. а ние сме во другиот тамо до спроти Бисар. Тамо Тука се сме зели. биле. Да. Ајде кажи ми сега. И од која од само детство, цело детство, компletно Ха, детство е тамо. Како што се сеќавам негде до, не знам, 5-6 одделение, мислам дека таму пораснав. Баш онакав градски живот. Дури тоа се сеќавам сега, ја имам мали деца, малце поголеми, сега не се толку мали, ама се сеќавам дека го одевме овој пат точно, затоа што учев тогаш во ТФИ, тоа е на Јаја Паша школата. Добра. Значи сме го поминувале цел овој мост, и тоа пешки сме оделе са бајле, пешки сме се враќале, пошто една другарка исто имав блиску што живее, и ние пешки сме оделе, пешки сме се враќале. Јас еве сега на пример керка ми во не можам време. да ја замислам така да ја пуштам сама пешки да си оди, дали не знам некој заштитнички валјда Да. дух ми се роди со годините. Какви беа тие другарски пријателства? Не знам дали ќе му објасниме на младиве и не знам дали постојат си уште. Тие другарства, пријателства, иако сите мои најдобри другари и другарки, речиси сите, еве најдобрите другарки, да речем 3-4 што ми беа, сите се оцелија од тука за жал. Имаме се уште Врати ги контакт со дел од нив, да, не верувам дека можам да ги вратам. Добро. Ама така кога ќе дојдат од време на време, се гледаме. Да. Меѓутоа, да, сите ми отидоа. Какви беа тие пријателства? Што значи освен тоа мамо сендвичот горе? Тие пријателства, тие се фамилија повеќе, нели? Да. Ако мислам поголемиот дел од денот сум го поминувала со тие деца таму. Значи учевте заедно или не? Или учеше не учевте заедно, ама бевте сите бевме, заедно? Да, пред зграда? бевме таму. Што се играше? Бајле до све живоластик, не знам, криенки, жмурки, па имаше оние, како се викаат тие за теписони, нели? А, добро, ги знаеме. На нив правевме сите тие гимнастичарски, Колут што ми се напред, останати, не мислам колут дека и за да. јогата денес. Значи ги правевме си за тие чуда работи кога да летавме. Тоа правевме, физички бевме многу активни. Многу бевме активни, значи константно бевме ние на ноза. Како аеродром паметиш заради тоа што, не знам, добро, тебе вас не ви требало многу затоа што беше центар тоа, секако. Или аеродром е пучаток, но не ви требало можеби автобус, ама автобусот одеше вамо десно. Се сеќаваш од кај рулите, значи не беше ни или не се сеќаваш на тој дел. дел. Сеќавам дека пешки сум одела автобусот. Отколку со автобус. Со автобус, да. Затоа не се сеќавам на линиите на се сеќавам на автобуските линии после тоа во Карпаш кога Кога се преселивте? Нерези кога се преселивме ми беше премногу далеко. Баба ми живееше во Карпаш и Потичетка ми и тоаш веќе бев буквално како преселена во Карпаш 4. Ео таму фаќавме автобус за школа. Да. Значи ти на 5-6 одделение се прифрлуваш во Карпаш. Во Нерези се во Нерези преселувам, живеев? меѓутоа таму Далеку нема ти деца, беше се, па нема така е, деца, да. да све веќе со кола е. Ја бев навикната да се видам слободно, да се видам со деца така. Да. И Карпаш 4 беше вака по веќе друга замена за локација како аеродром. Да. И како беше па во Карпаш 4? Во Карпаш 4 беше многу убаво. Таму има зеленило, еве сега имам во моментов Карпаш 1, живеам затоа што ми е блиску до студиото, до клубот. И таму беше убаво, да веќе бевме по-големки малце, веќе Да, не можеше па да се не- ствара нови другарства во мало, Така него е. веќе другарства да се преселија на школски другарства. И Добро, каде учеше потоа? Средно каде учеше? средно Јосипброс. А, ти си исто Да. кој и јас во Јосип Средно Броз. Јосипброс. Па и таму исто бевме цело време шетање. Да. А тие во пријателства, ние, например, се среќаваме со класот, 20 на луѓе, еднаш до 2 пати годишно. Тоа не е никаква, како да кажа, мантра. Се гледаш со тие луѓе од средно? Ние бевме турска паралелка и малце ти викам, нели најдобрите другарки, меѓутоа повеќето замина. многу некако се разетидоа и да, по првите години имаше некои покушаи да се собираме, Да. ама за жал не. Не се гледате. Не се гледаме. Добра. А излегувања, кога почна да излегуваш? Такво излегување во град? Леле, излегување, па не знам што се рачуна под излегување. Јосип Броз знам дека, мислам, е така малце непримерно, меѓутоа голем одмор знаевме да се споиме со некој.
Не кажувај подобро, кога те гледа. Ама тоа ретко, многу ретко. После тоа се компензираше со учење и со редовно со се. Меѓутоа вака кога искачам, малку покасно сум почнала. Нема баш пушта од дома да искачам рано. Кога сме кај тоа пуштање од дома, овие новиве генерации не може да сватат дека ние сме имале многу, како да речам, не живот за разлика од нив сега, не живот. Нели, ама не било излагањето така до доцна. Не било излагањето, меѓутоа и во тоа имало и драж затоа што имало некои правила и генерално важело за сите деца, без разлика од каде, нели, од каква семејство доаѓа. Додека сега има деца кои што се апсолутно премногу слободни од 13, 12, 13 години и сега ти не знаеш до каде, значи што е ствари правилно тоа што го прават повеќето децата или јас што сметам дека треба да го правам, па тука треба малце да го тоа балансираш, па да имаш некои рестрикции, мора да се има. Сега ги пушташ своите деца? Да, ги пуштам да идам, мислам, ќерка ми е мала, се уште 11 години, иако и она сака да иде во Сити Мол, пример, сама со другарката да шета. Добро. Или не знам, во Форца Боди, ама уште тоа не е, без родител не може. Додека син ми го пуштам, ама он па ми е многу мирен, не знам. Не е како ќеркава. Си се враќа на време, да не му речам, да. Што значи на време? Се разбирам. 12, во 1? 12. Колку има? Он има 15. 15. Па добро. Да. Доволно време е 15. Ама тука ми е, мислам, во близина, не негде не знам каде доди, така да, 12 негде. Не излагаат децата. Си се обидала ли да им раскажеш барем на своите деца како изгледало никогаш Скопје, на какво Скопје ти се сикаваш, какви беа оние телефони со двојници, какво беше оние фиксни телефони кои што не знам дали ќе ги разберат сега дека функционирала. Јас само што додека беше во син ми, нели дека поголем, кога имаше негде 10 години, да речем, он навистина немаше потреба да излегува и да се дружи со другари, него нели тогаш PlayStation-от, така, цел ден дома. И јас го терав и знаеш излегува и си викам како ќе излезе ова дете утре задутре, како ќе се стајде на улица, како ќе помине улица. Ама ето, му дојде и тоа време. Не сакам да им раскажам толку да не им дојде криво. Криво, така е, да. Затоа што реално нашето детство било многу по-слободно и поубаво. Сикеваш на фиксниот телефон веројатно, така имавте двојник? Да. Некој не се сикаваш на двојникот? Јас зашто убаво се сикам затоа што ни беше комшија, а тие беа од Струмица и цел време беа со нивните и мораш ако имаш нели немаш потреба по телефон и се симнуваш долу на призем и ја на 4-ти се симнуваш, ве молам. Мал се само да се јавиме заради тоа што иначе немаш двојникот збори цел ден. Запатен. Тоа не се сикам. Да. А кажи ми каде излегуваше? Например, не знам што се сикаш, се сикаваш на булеварови, сите која беше тој период го фати или не? Не сум ги заборавила имињата, јас мата со памтење на имиња не сум многу добра. Добро. Меѓутоа овде во центар каде? Да, околу центар, имаш едно детско диско, како беше Hard Rock ли, не знам сега на. Добро, и не Колосеум, туку ова Мусандра? Мусандра не беше детско исто така или не? Не знам, меѓутоа знам дека имаше денски журки тука, после одма до аеродром. Hard Rock, мислам дека се викаше. Hard Rock, добро. МНТ така да. МНТ долу? Не. Добро. Hard Rock, мислам дека се викаше и тоа имаше некои денски во 5-6. Журки? Да, журки не носам, нели нашите, не остава, па не зема на време. Тоа беа некои детски, така, као журкички. Да. А кога почна приказната Ајден, колку беше Лела вклучена во сето тоа? Беше првото тоа место каде што беше вама, каде што беше? Да, во аеродром живеев. Па кога се вклучив, еве не знам да речем уште од средно, негде последните години, пред да затоа што факултет студирав во Истанбул. Според тоа, како што се сеќам, значи уште сум била средно кога одев во телевизија редовно. Са неколку пати во неделата одев и сакав да учам и татко ми така ме туркаше малце, ајде од све пробај, дали е тоа да научиш монтажа со Анета, види како се прави план на програмирање, како се прави, не знам, маркетинг, како се прават реклами, како се води списание, па имаше тогаш нели шпанските серии беа многу популарни, па тогаш ни текна некој да направиме некое списание ла нешто
Не се сеќаваш, ама главна беше тивото, а во тива. Беа него Добро. дете, ама ето имав едно проект кој што ајде да се пробам. Тоа го правевме. Сум пробувала се што Значи, нешто. научи- Со винарите исто така. Научи да монтираш, научи да правиш во маркетинг некои делови, Ние научи. основни работи од се учев, да. Аха. Буквално од се учев. Идол исто која се правеше. И со идолот, не знам, ги имам најубавите спомени, мислам дека со Нехру поведевме по градови да се бираат, нели, од најширок круг. Да, па потоа да се бираат Тоа главни. беше многу убаво, многу забавно, многу убаво време. И интересно, така. Имаш пријатели од тој период? Со Нехру, да, до ден денес. И со сите рече се што работеа таму се кога ќе се видиме од време на време и се радуваме затоа што ни текнува на тоа убаво време, на позитивно време. Не знам, сите беа некако задоволни од работата, убава работна атмосфера си имаш. А кажи ми, Турска чаршија, мене ми е едно од омилените места. Што другото, градски парк? Нели, сите генерално луѓе кажуваат, кои ти се омилени места? Градски парк ми е дефинитивно преубав и така знам да си излезам со почак или да пешачиме. И тоа кога така малку попразно ми е најубаво, ама имам убави делови од градот. Да. Многу ми убава и Дебар мало, поготово сега кога ќе зелени некако се исто убаво. Убави ресторани, кафани имаме, тоа исто тој градски живот го сакам. Не знам, си го сакам Скопје јас. Вака така, мислам, доживувам многу промени, меѓутоа си наоѓам секогаш нешто за што да си го сакам, затоа и сум останала тука, нели како што ти кажав, сите мои другарки се одселија некаде си ја бараа среќата навака натака. Среќата според мене не знам додиши во најубавиот дел од светот. Сепак зависи од тебе, од Ако не како си ти среќен, не можеш да избегаш од тоа никаде, апсолутно никаде, кај сакаш. На Тибето. Не си среќен, Ако не ти е убаво, ако не знаеш во еве и во место каде што има можеби доста негативни страни, ама ако не знаеш да си го направиш убаво, да си направиш кругот. Така, да. Кога си на кај кругот, што ти е најубаво во Скопје? Кога има роден ден, кога има забава или кога ќе се направиш забава онака? Па не, мене ми е секојдневиот убаво со јога студиото, со групите секојдневни, со тие конекции со луѓето кои што ги имам, бидејќи се со години веќе ние, знаеш, конекција. Се станува конекција, да, размена на енергија, едно, две, три речени зашто ќе си ги направиме пред или после час, за мене е доволно некако. Немам после тоа потреба дополнителна за социализирање премногу. Тоа е така, не знам, можеби еднаш во месецот или еднаш во 2 месеци или еве и со, не знам, и со ровер да се видиме. Не останува после време за друга. Време, па да. Тоа зборевме сега, нели, не покани Дини сите заедно додиме вечерва, што не виде овде минатата недела снимавме со него, предминатата. Со него имаат представа. За представи за такви работи можеби повеќе имаше порано време. Многу сакам додам. Можеби опера, нели баш можеби и ти искоментирав, да, на театар многу сакам додам и одев порано повеќе, ама сега сум влезена во таков некој ритам свој што не дека нема време, меѓутоа се програмираш некако така и одиш по тој редослед и заборавам. Да, периодов бев сконцентрирана доста на работи на некои проекти што долго време сакам да ги направам и бев фокусирана на тоа. И сакам да се фокусирам на едно нешто. Некако знам од минатите времења дека кога сум сакала многу работи да се направам, ќе стигнам и да излагам, ќе стигнам за децата, ќе стигнам ова, ќе стигнам за работа и дека ништо не било квалитетно. Така да, за малце сум во тој аспект смената во ова година и пол, да речеме, кога сум за нешто ќе се фатам за тоа. И сега сум така околу жените и околу здравјето на жените, околу цело тој стрес кој што го доживуваме, како ни влијае решенија од себе, тргнувајќи што треба да се прави, како да се прави. На тоа сум фокусирана најмногу. Значи нема стрес кај Лела кога е низ градските улици, надворе, како нема. Се нервираш? Се нервирам, меѓутоа се помалку
се нервирам многу и искрено со колеве поготово. Се нервирам со паркира. Се нервирам Не, многу. сега ми тегна. Не толку во собраке колку во паркирањето. Во паркирањето многу Се нервирам. Да. Кај најмногу се нервирам. Воде бар мало најмногу. Најмногу се нервирам затоа што некој си превзема одговорност за регулирање на паркирање место, да. Па ти дига, не знам, па и крши некој кажи ги брисачите, па Стварно, и тоа има. Има како не има. И така Требаш да има останеш во аеродром нема. Има, ми кажа да со работник вчера дека ја паркирам во аеродром, живо ми дигаат брисачот. Да. Така да тоа ме нервира. Повеќе паркинг. Како изгледа еден ден твој? Да речеме во Скопје. Како изгледа еден ден? Значи, да речеме секој ден ова со јоган или од како е од како се фокусира на новој дел. Веројатно не бил ист претходниот дел од животот. Па како, нели деца одат у школа, дома нешто ќе си раскранам, обврски околу натура терапија, почна маца врне. Почна малце да врне. Маца почна руски. Некои дополнителни обврски со натура терапија, како бренд амбасадор снимаме доста реклами, доста тој креативен дел сум таму исполната и после тоа гледам, нели, ете и со Роберт кафе си пиеме едно друго да си поразговараме со него и после А Роберт тоа... е користи за бек вокали, тоа сватив. Да. Саке му кажаме јавно, Роберт е платиш, нали? Своеволно. Не, извини, ама не може таму ако си подпишана, мора да ти плати за тоа. Да, едно, две, сега веќе од третото ќе почнам, да. Нели? Две, три, Колку може ќе ни три. биде цена? Сакаш менаџер да ти биде? А може. Да си исценкаш, може. Да си исценкам поиша. Кажи ми дека не ни се врнало стварно многу. Слушавме една песна која што нешто ја знаеш, не знаеш цела, ама нешто знаеш. Да, Ке ни Лейли запееш? Млей. Што значи ствари? Лейли Млей е песна на Ибрем Татуца си, нели, како што слушнав и вие познат Да. тој турски пејач. Лейли Млей, Лейли Млей. Да, и го свира таму кај негде на почетокот на Турска чаршија. Турска чаршија. Аха. А Лейли Млей е како Лейлим, моја Лейла. Како моја Лейла. Моја Лейла, да. Да. И вака кога ќе те фати дожд во Скопје, што правиш? Бегаш дома? Ја го сакам дождот многу. Го сакаш? Да. Ама се за снимање пред камери, шминката може да не.